Овозможено од Good Nature Energo C, чај за будење на сите ваши сетила. Перо имал конфликти со тренери, ги знаеме. Ти тоше си имал конфликт со тренер? Не да лажеш. Не, многу ретко, само со еден. Се случувало? Само со еден. Многу ретко, ама само со Само еден. со Ти го еден. праша едно просто прашање. Си имал ли Не, ама конфликт? се враќа филмот само со еден. Сум имал Кој клуб? У Задар. А во Дојде Задар? Змаго Сагадин ми дојде, тој е мислам за мене, не е коректен цел. Па биди фер, кажи што ако си на телевизија, ако мислиш тако мислење. Не до толку. Не ми бил, не. Коректен човек, лош човек. Во секој случај. Сакам да му помогнам негови зборови што ми кажувал. Да ги вреđа сите, да ги омаловажува сите, да гледа да му наштете на сите. И тоа, мислам... А добро, прво пробуваш да го разбереш тоа, во стилу прво си викаш, добро, може има некоја поголема цел, па може нешто... Не, од стар се гледа дека... Не, оно се гледа, пошто види, за него се знаеше дека е лош човек, не е тоа не му прв пат, он беше Олимпија, од Звезда, тука на овие простори, пошто ни сите играчи, барем од овие простори се знаеме, имаше репутација на таков човек. И кога дојде у Задар, јас се обидував, ја како капитен се обидував да останеме на комуникацијата само за надпревари, да нема никаква друга комуникација. Ти оди таму, ти направи блокада тука и тоа е, да завршиме со тоа. Меѓутоа он почна да се на следната уtakmiца. Да, он почна да се меша у некои работи што не се негови, колку пари сум зимал, како сум зимал, зошто сум зимал ова, она и јас више ми дојди мене преку глава, а он има една болест каде што му се окоскуваат зглобовите и на некој начин е инвалид и му викам, само тоа му го кажав, му викам, имаш среќа што си инвалид, иначе друга поинаку ќе ги решаваме работите. И од тогаш ги скроз комуникацијата беше. Се замрзнал односот? Немаше, он не ме прашуваше никога, ни шо, никако. И јас како нормално ги следев упатствата, таа акција се игра, ова се игра, али никаква комуникација, ни добар ден, ни пријатно. Толку. Тоа уколкава мера штети на, мислам сигурно штети на тимот, не дека не. Ама може да упропасти тим И да сближи. па и што викаш, да. Не знам, Играчите мислиме да ги сближи, Јас мислам дека и он донесе еден таков играч кој беше скроз настрана, ни Задар секогаш имавме подобар резултат само ради тој тимски дух. Они исто има, таму беше останата од пред тоа тој тимски дух, иако дојдов само се вклопив у нивниот тимски дух. И они често беа заедно, пија кафе заедно одеа на вечери, заедно испаѓаа да славаат. Многу често имаме многу добра атмосфера. И он кога дојде донесе еден кој така раштураше таа атмосфера, па и он самиот, например, те тренира тебе 3 сата сабајле, 3 сата навечер, ти не можеш тимски дух, не можеш да одиш на кафе. Да, кога ќе правиш тимски дух? И си легнуиш и крај, готово, не те интересира ни кафе, ни играч. Напреднати тогаш. Многу. Ама ете си кажува. Многу. И тоа последно беше тоа кога дојде он кога кажа, вика со сите ќе разговараме за да останете следната сезона, јас само реков ја не сакам да разговарам. Тоа е тоа. Ти завршуваше договорот? Да, Значи ти си беше на ние секако. Да, ја више имав одлучено, па јас мене Ацо Петровиќ ми беше надржен брат му, тренер се знае, дојдиш изработиш тоа што требе, сабајле изработиш, навечер си одиш. Ние имавме на сабајле саат и 15 нормално и да се напиеш кафе у Задар, викаш убав град, сонце, народ, кафичи, море, да уживаш у животот малку. А ова ти идеш у 9 саат на тренинг, си одиш у 1. Спиеш 2 сата, одиш на тренинг, се враќаш до темница. 8 сата работно време имаме со Змаго. А јас викам, ова плюс имав тогаш веќе 30. И добро тоа што дужија пари, ајде тоа и не е ни битно, пошто имаш цврсти договори, тие ФИБА ги зимаш парите, сигурно тоа беше, а ја бев 5 години таму, ги знаев условите. Секојаш се каснеше, не беше само тогаш, ама сега им те малтретират, им те вреđат, им ти касне. Нешто мора да ја прелечаш. Фала ви, доста.